основна обработка на почвата се врши со цел да се припреми ораничниот слој за културата која ќе се одгледува на дадената површина. Со основната обработка исто така се врши и заорување на органски и минерални ѓубрива кои во овој период се внесуваат во ораничниот слој. Се со цел да се разложат на хранливи материи кои ќе бидат достапни за културите кои ќе се засадат и кои ќе овозможат нивниот понатамошен нормален развој и раст. Покрај другото се уништува добар дел од плевелите и се спречува прекомерното губење на влагата од почвата. Со оваа обработка се подобруваат физичките својства и биолошкиот процес во почвата. Ова е периодот кога се прават подготовки за пролетната сеидба. Како се одвива тој процес, подетално ќе ни објасни професорот Игор Николов. Најпред се добро дојдовте во емисијата Агроспектар и ви благодарам за одвоеното време. Добар ден, ви посакувам на сите гледачи на К1 телевизија и на вашата емисија. Најпрвен би сакала да го објасниме процесот пред почетокот на самата пролетна сеидба. Како и што треба да направат земјоделците со почвата? Процесот на пролетната сеидба започнува многу порано и тоа во зависност од тоа која култура е застапена и во зависност од која култура ќе биде застапена на површините и во зависност од тоа кои услови, значи која предкултура е била застапена на тие површини. Значи постојат повеќе системи за обработка на почвата кои што имаат за цел да ја подготват почвата, односно да обезбедат доволно услови за понатамошната или пролетната култура која ќе биде застапена. Генерално, ако почвата е оставена рано, значи зборувам рано, уште претходната година со прибирање на претходната култура, каде што претходната култура е била некоја култура што многу рано ја напушта почвата, имаме системи на обработка на почвата и тие системи ја зафаќаат обработката на почвата ја почнуваат уште во есенскиот период. Тие се најдобри системи за обработката на почвата и тука почвата има доста простор да се одвиваат одредени процеси во самата почва кои што ќе обезбедат оптимални услови за развој на пролетните култури. Најчесто овие системи се засноваат на системот на заорување на претходните остатоци од претходната култура, понатаму идеме длабоко есенско орање кое е пропратено со додавање на ѓубриво, најчесто минерално или органско ѓубриво во самата почва и евентуално на пролет плитко орање во колку има појава на плевели на самата површина или почвата не е доволно припремена во есенскиот период, во колку нема појава на плевели, почвата е добро припремена, дури може да се исфрли тоа пролетното заорување веќе на орање на самата почва и да се пристапи кон дополнителна обработка на почвата со цел да се подобро припреми површината за сеидба на пролетните култури. Ако системите на обработка на почвата се базираат на претходна необработка на почвата во есенскиот период, тогаш задолжително е орање на почвата и тоа пролетно орање кое што се изведува на многу помала длабочина во однос на орањето, ако орањето би се извело во есенскиот период на подготовка на почвата. После орањето секако следи дополнителната обработка на почвата со цел пак почвата да се припреми за сеидба на наредните култура и да се овозможат оптимални услови за ставање на семето на одредена длабочина. Так, пред самото орање се користи она органско ѓубриво, односно шталското. Колку тоа има тука влијание? Колку почвата знае да ги собере хранливите материи, минерали од ѓубривото? За пролетните култури најдобро е органското ѓубре да се додаде во текот на есенската обработка на почвата, каде што фактички со додавањето на органското ѓубре и заорувањето на органското ѓубре внатре во почвата се врши миксување, односно мешање со почвената структура на органското ѓубре и секако се зголемуваат условите, односно хранливите материи во почвата, но не само хранливите материи, туку и физичките својства на самата почва. Так, бидејќи се наоѓаме во овчеполието, кои култури најмногу овде успеваат? Се прави ли онаа подготовка и проверка на самото земјиште, што е подобро да посее самиот земјоделец? Генерално во овчеполието во однос на пролетни култури има застапеност на пролетни култури. Ако зборуваме за житните култури, најчесто житните култури се застапени во есенскиот период, значи обично идат со зимски култури за производство на житни култури, додека пролетните култури во мали рамки е застапен пролетниот јачмен,
како култура од житните култури. Ако зборуваме за градинарски култури, секако дека во Вчеполието се сеат и градинарски култури, најчесто домати. Ако зборуваме за сеидба на домати, значи без претходно производство на расад, периодот на сеидба на доматите е некаде во мај месец, значи кога веќе ќе поминат оние секакви опасности од појава на касни мразеви, бидејќи еден од условите, една од главните пречки што може да се јави во текот на пролетната сеидба е појавата на доцните мразови, значи генерално од градинарските култури домати, тука е некаде и сеидбата, пролетната сеидба на луцерката, значи некаде периодот на март месец би требало при крајот на март месец да се почне со сеидбата на луцерката од фуражните култури, тука е сеидбата и на другите фуражни култури во овој период што може да се случи. Меѓутоа, генерално тоа се култури кои што обично најчесто бараат услови за наводнување и се сеат во оној период во оној дел од Овчеполието каде што има услови за наводнување, каде што фаќа системот за наводнување. Ерозијата на почвата е можеби еден од најтешките облици на деградација на почвата. Водата или ветерот се двата основни причинители на ерозијата, но човекот со неправилното користење на почвата може да ја предизвика и да ја забрза ерозијата. Што треба овде да направат? Кои се овде оние работи кои што земјоделецот треба да ги стори за да се заштити, за да ја заштити почвата од самата ерозија? Значи, во зависност од тоа каков тип на ерозија се појавува, зависат и агротехничките мерки, кои што, уствари не агротехничките, него техничките мерки кои што треба да се превземат за да се спречи самата ерозија. Може да видите дека Овчеполието е ишарано со ветрозаштитни појаси со цел да се спречи колку е можно повеќе ерозијата настаната од ветерот. Овие ветрозаштитни појаси јас не знам точно кога се градени, меѓутоа одамна се градени и за жал има една тенденција сега да тие ветрозаштитни појаси некаде се уништени и фактички се појавува многу поголема можност за појава на самата ерозија. Втората работа кај што може да се појави ерозија, тоа е во однос на водената ерозија и особено таа ерозија е присутна, иако ние земјоделците не сакаат толку да го признаат тоа, меѓутоа е присутна во оние предели каде што се наводнува и каде што ради нерационалното користење на водата доаѓа до појава на ерозија, односно доаѓа до влечење на самата почва од страна на почвата која што е премногу се дава со системите за наводнување. Најчесто тоа го прават преку системите за вештачки дожд, каде што особено на повеќегодишните насади, каде што се остава поголем временски простор да се врши наводнувањето, а со самото тоа почвата е презаситена со вода и настанува истекување на водата и истекување на делот од самата почва. Так. Колку овде прихранувањето на житните култури помага? Кој е процесот, кој е начинот и што всушност треба да користат за да ги прихранат житните култури во самиот процес на веќе засаденото? Значи, генерално современото земјоделско производство без дополнување на хранливите материи, односно прво основно ѓубрење, а понатаму и прихрана, нели? Е многу тешко да се реализира, односно ќе се добијат многу скромни резултати кои што резултати нема да го оправдат фактички самото производство, односно нема да биде рентабилно самото производство. Генерално без разлика за која култура се работи, прихранувањето дава и секако голем ефект како прихрана затоа што се дава во период кога растенијата веќе ги имаат искористено дел од хранливите материи од почвата и веќе се чувствува потреба да се додадат повеќе хранливи материи на полесен, на подостапен начин за самите растенија и на таков начин да се обезбеди и побрз раст и развој на самите растенија, секако тоа и приноси понатаму. Така, кога сме се уште на почетокот на посејување и припремање, што представува сертифицираното семе, односно сортирано семе? Подобро е да се користи такво или веќе како што знаат и самите земјоделци да користат некое модифицирано? Мислам не генерално, туку семенскиот материјал си го дава своето. Во секој случај,
користењето на сертифициран семенски материјал и добро препознатлив семенски материјал секако се одразува многу повеќе на самите приноси. Вложувањата во одредено производство се, ако зборуваме за ѓубриво, ако зборуваме за другите агротехнички мерки кои што имаат одредени трошоци, ќе се на некој исто ниво, на исто рамниште. Со самото тоа, ако користиме семенски материјал, нема да е исто ако добиеме помали приноси, ако добиеме поголеми приноси. За жал, дел од земјоделците користат нивен семенски материјал, можеби од оправдани причини, најчесто во тој период кога треба да се вложува во земјоделското производство, нема доволно генерирање на приходи кај што може да ги покријат тие трошоци. Друга една работа што исто доста е симптоматична, голем дел од земјоделците имаат проблем со семенскиот материјал, значи иако е деклариран семенски материјал, сепак голем дел од земјоделците не веруваат дека навистина е фактички оној квалитет што го нудат оние дистрибутери на таков семенски материјал и доста од нив се решаваат да користат и нивни семенски материјал. Так. Рековте дека наводнувањето има и големо влијание врз самото производство, односно самите житни култури. Колку земјоделците може да го контролираат тоа и како да го избегнат она прекумерно наводнување, прекумерна влажност во почвата на житните култури? Обично житните култури многу ретко се наводнуваат, исклучок од житните култури прават пченката, која исто така е доста застапена во овчеполието. Генерално другите житни култури обично не бараат услови за наводнување или се одгледуваат во услови каде што нема наводнување и тоа е особено изразено во оној дел од овчеполието каде што не постои систем за наводнување, каде што претежно се застапени житните култури во самото одгледување. И житните култури обично се јавува оној период кога фаќа некој топлотен бран, април и мај месец во овој дел значи во овчеполието. Ако има услови за наводнување, ќе дадат многу поголеми приноси, ако баре еднаш се наводнат, меѓутоа најчесто се случува и да немаат услови за наводнување на самите житни култури. Генерално, бидејќи водата од системот, агросистемот доаѓа малку покасно и генерално и стварно нема услови да се наводнуваат. Во случај да има услови, земјоделците обично го искористуваат тоа. Јас се сеќам, имаше една година кај што беше доста сушна. Оние земјоделци што ги наводнуваа површините со житни култури, добија многу поголеми приноси во однос на оние земјоделци кои што не ги наводнуваа, каде што житата препланаа во тај период и останаа со многу мали приноси. Так. Пролетната сејдба, раната пролетна сејдба, иако сака посебни услови, односно бара подобрување на временските услови, сепак знаат временските услови и да се влошат, односно да паднат температурите. Што се случува овде? Кое е влијанието на временските услови на самите посеви? Значи, оваа година, ако зборуваме за условите за подготовка на пролетна сејдба, мислам дека беше многу добра и немаше никаков проблем во однос на тоа да се најде временски простор да се изврши подготовка на почвата за самата сејдба. Генерално до сега, до овој период, условите се уште се добри, значи веќе имаме дури, можеби се и премногу добри. Февруари месец веќе се карактеризира со многу високи температури, вегетацијата веќе се почнува да се буди. Значи, во однос на пролетните култури, периодот овозможува и tekako идеално, можеби идеално подготовка на самата почва. Натака како ќе бидат условите, не знам, меѓутоа очекувам дека нема да има разлика во самите услови. Така да најголем дел од пролетните подготовката за пролетни култури веќе земјоделците веќе имаат искористено условите, имаат направено, мислам дека и дел од културите веќе се насејани, така да се чека веќе поникнување на самите култури, особено на житните пролетни култури, на пролетниот јачмен. Так. Како и во сите култури, овде постојат штетници, постојат болести. Како земјоделците да го заштитат својот посев од штетниците и од болестите? Генерално, точно добро кажавте дека
кај секоја култура постојат одредени штетници, односно одредени болести, па јас тука ќе ги ставам и плевели кои што се појавуваат во самите култури и кои што прават одредени штети, па дури и нивното преголема концентрација, односно преголемо ширење на тие болести и штетници и плевели може да доведе до уништување на самите посеви. Во таа насока постојат програми за заштита, значи постојат голем број на програми за заштита кои што се базираат на одредена фенофаза од развој на самото растение, меѓутоа и одредена фаза во развој на штетникот, односно фаза во развој на самиот плевел или условите за развој на одредена болест. Мислам дека и тука земјоделците имаат доста големо искуство. Ова со примената на одредени хербициди, еве овој период мислам дека веќе ќе почне не мислам, него сигурен сум дека ќе почне примената на прскање против плевели на житните култури, значи есенските житни култури ќе бидат сигурно третирани против плевели во овој период, ќе бидат третирани оние што се културите најчесто се пролетни култури, тоа се прави исто така третирање на семенскиот материјал со цел да не се дозволи појава на одредена болест и во зависност од тоа очекуваната појава или веќе појавената појава на штетници се преземаат адекватни мерки за сузбивање на самите штетници. Најчест проблем кај житните култури, кај нас прави забрусот. Ова година мислам дека нема големи штети од забрусот, меѓутоа ланската и прекланската година имаше доста штети од самиот забрус. Ова е период кога почва да се подготвува за пролетната сеидба. Денеска сме во Свети Николе, односно во Овчеполието, каде основна гранка се токму житните култури. Најкомпетентни за тоа како се прави подготовката на почвата и посевот на самите култури се земјоделците. Денеска со нас го имаме господинот Зоран Лазев, кој што поконкретно ќе ни каже како тој се подготвува за пролетната сеидба на сончоглед. Најпред се добре дојдовте и ви благодарам за одвоеното време за емисијата Агроспектар и да ни објасните околу процедурата и постапката на подготовките на самиот посев на сончогледот. Добро ве најдовме. Па вака, ние овде во Овчеполието одгледуваме повише конзумен сончоглед, не индустријски, така да површините ги спремаме уште од есента. Најмалку 2 пати се ораат и во пролет само ги тенираме, сега повише сееме со вакуумски сеалки, така да ѓубривото го фрламе за поголема економска точка, да ѓубривото биде во самите редови, а не во траповите. Така да сега само танираме и ги припремаме со сетвоспремачи, да се израмнат површините и да нема плевели. И тамо од 8 март натаму ќе почнеме со сеидбите. Ѓубрењето го вршиме преку сеалките со основно ѓубриво 15. По сеидбата третираме за плевели. Така да си ја олесниме работата при окупувањето. Кои се оние ѓубрива кои што ги користите вие како земјоделец? Па вака, пред сеидба 3,15, 3,16, МАП, фосфорно и калиум повише. Се зависи од почвата. Постојат ли можеби количини? Како е па, самото вака, сега кога се нанесува пред сеидба, негде од 300 до 500 кила треба. Сом го фрламе преку сеалките, количината се напола намалува. Така да исто дејство да има ѓубрето, само што меѓу редовите нема потреба да ѓубреме. Точно на коренот да се даде храната. Да. Постои ли овде некои правила за посејување на сончогледот? Па правила подобро си е кога си е со сеалка. Сеалката му даде убав распоред. Посебно вакуумските сеалки, најновите модели, распоредот го даде по желба. Колку сакаш, толку. 30, 40 до 50 сантима. Тука се прави уштеда на семенскиот материјал.
немаме загуба на семенскиот материјал. Што е она специфично за сончогледот кој што вие го произведувате овде конкретно во село Мустафино? Па вака, конзумниот сончоглед малку поголема цена има. Индустријскиот сончоглед му е пониска цената, а тој може да даде од 1000 до 1500 кила по хектар. Така да на конзумниот сончоглед 60-70 денари, а индустријскиот сончоглед 18 до 20 денари. Од економска точка после исплати конзумниот сончоглед и повише е баран во овој крај. Така, користите ли посебна некоја механизација во самиот процес на одгледување на сончогледот? Па механизацијата Потребно ли е нешто посебно да поседуваат земјоделците за да одгледуваат сончоглед? Па секој земјоделец што се занимава земјоделие, што повише механизација, по-лесно му е работата. Така да, сега со овие програми, со 50-50 многу луѓе дојдеа до прскалки, прашачи, сетвоспремачи, нови трактори, обновија механизација и така. Колку е клучен оној период и фактот за производство на сончогледот? Што се е потребно и колкав е процесот да се дојде до готовиот производ? Тој се сее негде у март месец. Захтева вода, поливање. Значи, што повише вода има, подобар квалитет. Ако е летото сушен период, така да квалитетот се намалува. Постои ли, се применува ли овде можеби оној систем капка по капка, може ли да функционира Уште на самите? немаме, туку в Чеполието уште немаме. Битолскиот крај гледам на телевизија дека има, а в Чеполието, затоа што системот е отворен систем и треба посебни филтри да се стават за систем капка по капка, да тоа неизводливо уште захтева повише средства. Како се врши наводнувањето? Наводнувањето го вршиме тука, за сончогледите имаме топови, така да од страна има голем домет, 50 метра во еден правец и одиме по страната на нивата. Внатре не може, расте по 3 метра, 4 висина. Постојат ли овде заштити од болести, од штетници, бидејќи знаеме дека сите култури ги зафаќаат и болестите и штетниците. Има ли овде појава на штетници и на болести? Со плодоред избегаваме ги тие болести, така да ако почесто садеме на иста парцела сончоглед, појаве се чумата кај сончогледот, храната му зима, така да приход немаме никаков. Со што го заштитувате? Како го заштитувате? Вршиме плодоред доста на парцелите. Најмалку 5 до 6 години таа парцела не ја садеме сончоглед. Одеме со други култури, пченка, детелина сееме, детелината најмалку 6-7 години оде и кога се оре детелината, после пак сончоглед садеме. Постојат ли некои предуслови што треба да ги знаат младите земјоделци кои што допрва сакаат да почнат да посејуваат сончоглед? Што е она што треба да го знаат како Па сончогледот не захтева многу, не бара многу, така да самата заштита се врши при сеидбата. Семето се заштите со запрашување, така да има и одбивни препарати што птиците да не го вадат при сеидбата, заштитене од црви, од болести. Самото семе се запраша и потоа третирање нема никакво. Само му се полива вода и се чека за берба. Бербата се врши рачно се чука, рачно се вее, така да кај него се работи се рачно, машински не, за конзумио. Така. Колкав е периодот на доаѓање до готовиот производ? Па негде околу 4 месеци. У септември почиње бербата на сончогледот. Има ли овде можеби нешто посебно? Постои ли некоја механизација или се тоа оди рачно? Бербата е се рачно. Механизација со комбајн може, али само кај индустријскиот.
затоа што механизацијата оштетува лушпата на сончогледот и не може да оде. Не го барат, не го сакаат лупен. Да. Рековте дека зборуваме за конзумен сончоглед. Колкава е побарувачката? Постои ли овде голема побарувачка? Па тоа е во ова село традиција од цела Македонија сите семкари во Мустафино бараат конзумен сончоглед. Има и дел во Романовци, во Куманово, ама вкусот на сончогледот вика дека тука бил подобар. И затоа се бара тука повише. Што е она што треба да го знаат земјоделците, посебно оние младите земјоделци кои што доправа влегуваат во овие води, да речеме, да се занимаваат со земјоделие, но и оние кои што веќе со години можеби имаат некои недостатоци, па еве, вие како професор по земјоделски науки, што им предлагате? Што е она што треба да го знаат пред да почнат или во самиот процес на посејување? Па, ако зборуваме генерално, мора да имаат одредени познавања во однос на тоа што сакаат да го користат, односно што сакаат да произведуваат на нивните површини или со која земјоделска дејност сакаат да се занимаваат во самото земјоделство. Меѓутоа и во однос на начинот на работа, односно во однос на начинот на практиката за работа, кај земјоделците малку не е присутна следењето на новите технологии. Најчесто можеби постојат и оправдани причини за таа работа, меѓутоа многу малци се следат оние современи технологии, да речеме и користењето на советодавни услуги од страна на одредени агенции кои се под закрила на државата или од приватни советодавни агенции, каде што генерално имаме стручнаци кои што би можеле да им помогнат на самите земјоделци во справувањето со одредени проблеми. Исто така дел не се користи, една работа што исто така не ја користат земјоделците, а тоа е правењето на почвени анализи. Генерално тој недостасува дел, така да без почвена анализа се додава ѓубре, онака нели повидување, можеби во секој случај не е добра таа постапка и убаво е да во тај дел, во самиот процес на самото производство, да имаат на некој начин еден водич кој што би им помогнал во реализација на самото производство. Така. Овде некаде ќе го завршиме нашиот разговор, иако има многу да се зборува и да се кажува, да се објаснува. Сепак мислам дека ќе имаме и наредна прилика, јас сум сигурна дека ќе имаме наредна прилика да поразговараме, можеби понатаму кога веќе и ќе можеме да видиме што има посеано, што е успеано и колку земјоделците се снашле во самиот тој процес на посејување. Јас ви благодарам за вашето присуство, за одвоеното време и за исцрпните одговори. Ви благодарам јас на вас. Почитувани гледачи, овде некаде и се одјавуваме. Јас се надевам дека барем малку успеавме да ви објасниме од самиот процес и да ве воведеме во самиот процес на посејување на пролетните култури. Овде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам за вниманието, а вие следете не и следната недела со друга тема во Агроспектар. Пријатно!